Владините антикризни мерки треба да бидат фокусирани на две работи. Со нив да се контролира растот на цените, односно да се спречи инфлацијата да ескалира, и како второ да се зголемат приходите на луѓето за да се надомести досегашниот раст на цените, вели Бранимир Јовановиќ, економист од Виенскиот институт за меѓународни економски студии. Според него, мерката за замрзнување на цените треба да продолжи уште неколку месеци после Нова година. Затоа што ако прерано ги укине таа мерка, односно ако прерано ги одмрзне цените, се тоа што се постигна овие месец-два ќе падне во вода. Гледаме дека таа мерка дава резултати, гледаме дека инфлацијата во октомври се намали на 3,5% и не само тоа, туку на месечно ниво цените има пад од 1,5%, што се разбира, се уште е малце, 1,5% намалување на цените, значи дека на пример ако сте давале не за 1000 денари месечно, не месечно туку за едно купување во супермаркет, се ќе давате 985 денари, 15 денари ќе заштедите, тоа не е ништо. Тој сугерира дека државата сега не треба да дозволи да дојде до зголемување на цената на парното и струјата, но и на ДДВ за одредени производи, се додека инфлацијата не се стави под контрола. Во однос на зголемувањето на примањата на граѓаните најдобро е вели да се користат системските механизми, односно да се зголеми минималната плата, пензиите, социјалната помош, платите на вработените во јавниот сектор, но повеќе отколку што беше инфлацијата изминатата година. Например, ако инфлацијата за 2022 година изнесува околу 10% во просек, тоа значи дека во наредната рунда на зголемување на сите овие работи, кои што треба да се случи брзо, мора растот да биде барем 10%, никако помалку од 10%, затоа што ако растот е помало, растот на примањата е помало отколку растот на цените, ќе гледаме раст на сиромаштијата. Мислам дека нема потреба односење на некои инцидентни, не знам како да наречам, екстра специјални мерки за помагање на луѓето. Во однос на инфлацијата, проекциите на Виенскиот институт се дека таа до крајот на годинава ќе остане околу 10%, но дека во 2024 година ќе изнесува околу 5%. Што е далеку повише од она што беше изминатите 15-20 години. Ние имавме ситуација 15-20 години на инфлација од 1-2%, така што таа ситуација нема наскоро да се случи, односно не се очекува да се случи барем до 2025-2026 година. Во однос на цените на производите, Јовановиќ вели дека тие се уште многу високи и од има голем простор за нивно намалување. Економската наука и пракса укажува на тоа дека кога ќе имате инфлаторна епизода, кога цените ќе се покачат, после тоа тие не се намалуваат. Пробе во Македонија пред не знам, месец ден или така нешто ги споредов цените таму во супермаркетите со цените што се овде. Се изненадив се изненадив како прво тоа што оно што го трошам во Виена на едно купување, исто толку го трошам и во Македонија. Просто се изненадив колку се цените таму покачени, а пазете платите во Австрија се не знам, 4 пати повисоки отколку во Македонија. Премиерот Димитар Ковачевски очекува дека со сите мерки кои ги презеле, инфлацијата до крајот на годината ќе биде сведена на 6%, иако од Народна банка очекува таа да биде 9,5%. Министерот за економија Бектеши рече дека наскоро ќе почнат со реализација и на новите антикризни мерки. Податоците се одлични во аспект на намалување посебно на цените на храната, на основните преамбени производи. Со тоа уште еднаш се потврдува дека владата, институциите внимателно ги усвојуваат мерките, а секако дека мерките се насочени во интерес на потрошувачите и во делот на облажување на економската криза. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Ветики за Слободен печат најави дека со мерките ќе бидат офатени сите пензионери од ранливите категории на пензии. Тие ќе добиваат дополнителна помош најмалку до април наредната година. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.